Здраво, Македонијо! Мислам дека не си најспремна за ова што ќе го погледнеш вечерва, верувај ми. Ама таква е мојата работа. Гледам нешта за вие да не мора да го правите тоа. Бидејќи зошто вие да се нервирате, кога можам јас? Периметарот на Мицковски ја доведе Македонија во ранг со Сомалија. Режија, бе, не требаше тој фршко по сценариот, туку по стариот. Не младиот чиј периметар го доведе во ранг со Колумбија. Дај по стариот. Остај го, Џони. Премиерот не води никаква надворешна политика, тој се откажал од неа. Остел греот на жена што е председателка на Републиката и практично ние немаме надворешна политика. Фактички ништо. Греот на жена била Гордана Силјановска-Давкова, кажана од министерот на кој му дигнаа во воздух председател на држава сред дебел ден и беше спомнуван околу разни понуди, посредувања за грчки тајни служби кои нуделе брда и долини за Киро Глигоров со цел тогашниот председател да направи остапка за името на Република Македонија. Ама Гордана била греот на жена. А сега, политичкиот гуру на СДС ке ви објасни како тие ке се врателе на власт еден ден, бидејќи се негреотни. Европјаните сега ја преземаат бидејќи американците осуствуваат својата одбрана сами и ја сметаат Русија како закана и ја фортифицираат, веројатно ќе ја фортифицираат границата, ќе ја засилат границата со Русија од Балтикот доле до Турција. Вториот гест после тоа е да ги решат дупките позади, во нивната позадина, кои се слаби точки, кои на каде можат русите да пенетрираат. Тоа сме тука, Молдавија, Србија и ние. Нема кој. И ние сме најлесни за решавање од овие две претходни држави. И тука Европската унија ќе направи за среќа фокус повторно на нас и тогаш ќе настане ситуација за пржино 2. Притисок на владата, која е веќе омекната од американскиве проценки дека се кабаат по сите 4 основи, некои меѓу нив посебно. Вториот притисок безбедносен и тука ќе настане таа приказна која, по моје мислење, зборува за промена на власта, во основа промена на власта. Пржино 2, вау! А зборува претходно, ВМРО-вците не знаат да водат политика. И што е солуцијата, како СДС ке води политика за да се врати на власт? Па нема баш да води политика, туку ќе се пучи кон странците кои еден ден ќе решат дека е време СДС да се врати на власт. Народ, нешто, избори, демократија? Ма как, Чичо ќе ви каже, чуече, како идат тие работи, чуече. Силен, моќен концепт. А Венко се пенави на пресови дека ќе ја враќал државата во рацете на граѓаните и овде Фрчко му дава автогол, кажувајќи го фактичкиот план да ја врати Македонија во рацете на западните политички елити. Гениално, чуече. А сега уште една јака проценка. Тука брзат со овој повик за разговори да ја сменат пржинската или еминираат пржинската власт за да може да оваа цела ситуација да е предухитрат со можда с превремени избори. Длабоко. Додуша, премиерот им кажа на опонентите дека ако ептен име мерак пржинска влада, нека ја има и на следните избори. Па и оваа теза на големиот ум падна во вода и се удави ко Леонардо Ди Каприо во Титаник. Чуече. И тука добро реагираше Венко, мислам да остро, по мој вкус остро, ги отпука и ја би додал само дека он не треба да разговара со нив никој од опозицијата додека они не отворат европската агенда. И овде као Венко случајно и сам смислил некоја фора и ги отпукал. Не требало да разговара со нив додека не ја отвореле европската агенда. Чисто да ви стане јасно. Некако делува дека што Фрчко ке смисли, Венко говори. И кога ќе бидат донесени сите реформски закони, онака како што треба, според препораките на оценската мисија, на луѓе експерти од Европската унија, кога сите тие реформи закони не само што ќе се донесат, туку и ќе почнат да се користат, ќе бидат вистински имплементирани во судството, во обвинителството, во полицијата, во делот на правдата. Ете, тоа е моментот кога ние како држава ќе бидеме спремни да се укине техничката влада. Видиш, Венко ке разговарал кога ќе биле донесени сите европски реформски закони дрн. Односно истото што го кажа Фрле од прилика чуече, бидејќи клучен е за Македонија Венко. Ден нема да разден и утре луѓе Божи ако Филипче не ни проговори нам останатите. Најважниот човек во државата е, за да е појасно. Пржинската влада реално може да се укине и вечерва, согласна 61 пратеник и овој кој пред недела дена и во Ростуше изгуби,
да држи беседи, демек од него зависат некои процеси, исто како јас да им се заканам на данците дека ќе го окупирам Гренланд. Неговото мислење низ призма на овие закани и уцени е важно како прдеш во дискотека. Поминува незабележано, освен за оние најблиските околу него. ВМРО и ДУИ нека договараат што сакаат, нивната соработка на сите нас ни е многу добро позната. Немој, не ме радуј. Позната му била соработката на ВМРО и ДУИ. И Димче Апасиев, предпоставувам, сега соработува со ВМРО и со ДУИ. Односно, целиот свет е против праведниците од Бихачка. Не, тоа не е параноја, чуече. Тоа е тоа јако отпукување, што би рекол идеологот Фрчко. Многу јако. Само продолжи да го слушаш, далеку ќе стигнеш. Ние договор можеме да правиме единствено со граѓаните. Не баш, не си апдейтиран. Фрле рече дека договор ќе правите единствено со западни сили, кои ќе сакаат да рушат власт во Македонија, според него еден ден. Граѓаните за вас се во право и кога грешат, да подсетам. Или што би рекол Тачеслав Ќуран, ако ги слушавме граѓаните, немаше да ги постигнеме сите силни договори на кои вие, комуњарите, сте особено горди. Не е битно што мисли и што сака народот, туку што мисли и што сака премиерот. Димитар Ковачевски, кој патем не беше избран на избори, вели дека на него било да носи тешки одлуки и да ги внесе бугарите во уставот. А ако во минатото се слушал гласот на народот, Македонија денеска ќе била без рамковен договор и надвор од НАТО, вели тој. Во 2001 година ние уште ќе немавме Охридски рамковен договор. Ако ги погледнете анкетите, приносењето на договорот од Преспа, ние уште немаше да бидеме членка на НАТО. Ако ги погледнете анкетите, при прифаќањето од страна на собранието, на заклучоците за европскиот предлог и отпочнување на преговорите и скрининг процесот, ние уште ќе немавме отпочнато скрининг процес. Исто и сега. Лидерството е да донесете одлука за иднината на сегашните и на идните генерации, а не да се криете зад народот. Во крвта ви е тоа, obviously. Така што чувај здивна тема, ќе правиме договор со граѓаните за некои други идеи, не за овие патетики кои ги слушаме од ваша адреса. Ние не сме на пазар. Наша обврска е да вратиме власта во рацете на граѓаните. Не сте на пазар, не. Не сте на пазар каков пазар. Во Соравија сте. Тоа е трговски, голем, убав, културно. Има дуќани, ситна роба, име, идентитет, корнишони. Техничката влада е воведена поради аномалии во рамки на функционирањето на држава и општеството кога на власт беше ВМРО-ДПМН претходниот период. Парламентарни избори, после времето на Никола Груевски, ВМРО-ДПМН не организирала после 2016 година. Ама организирала локални избори пред 2 месеца, кои беа оценети од сите релевантни фактори како многу добри, да не речам одлични. А од граѓаните беа оценети како 56:6, не баш во ваша корист. Истите избори и од вас беа оценети како ваша голема победа, а приказните за изборни притисоци се реално директна навреда за народот кој решил дека замислете, ама не ве сака. Многу е просто. Тогаш беа окупирани институциите, ние сега укажуваме дека исто така. Максимално партизирани. Истото тоа го укажуваме. Ама вие може да укажувате дека има и мигранти од Британија на секаде околу нас, дека зад мене има 100 британски мигранти. Може да кажувате дека власта веќе распишала избори, дека има крокодили во градски парк. Може да кажете што сакате. Тоа не го прави кажаното ниту вистина, ниту пак бројките на доверба од народот го прават вашето кажано нешто особено важно. Не станува нешто вистина ако ти кажеш, ете, се докажа дека е вистина. Имавте прилика намаса да добиете важност на лидерската, да добиете тежина на што и да кажувате. Ама уцвикавте по умот на оние кои ја нарекуваат претседателката Гордана Кутра жена. Тоа е. Не е случајно тоа што тогаш се воведе како техничка влада во присуство на Европа и Соединетите Американски држави како наши стратешки партнери за да се овозможи фер изборен циклус. Истите аномалии со истиот начин на владење како до 2016 година се соочуваме и сега. Услови за укинување на техничката влада едноставно нема поради сите овие работи. Сега ќе ви кажам зошто нема услови за укинување на техничката влада според Венко Филипче. Премиерот Мицкоски ужива најголема доверба. Тој има дури 5 пати повисок рейтинг од лидерот на СДСМ. Најновото истражување на ИПИС покажува дека 27,3% од анкетираните имаат најголема доверба во Христијан Мицкоски, додека во Венко Филипче веруваат 5,1%.
Ете, затоа нема услови ни за техничка влада, ни за избори, ни за бутур. Услови за волја на живот прашање е дали има кај неговата екипа. Ама, често оди на одмори за да собере сила човекот, па не сум тука многу загрижен за него. Споменавте предвремени избори. Повторно, Мицковска друга страна, премиерот и денеска посочи дека нема предвремени парламентарни избори. Како коментирате? Ние сме спремни да настапиме на избори, кога и да се случат. Чек се. Не те праша тоа човекот. Те праша за коментар, бидејќи ти велеше дека на лидерската избори ќе се дискутирале. Тоа беше повторно негирано од премиерот и сега не бегај со, а ние сме спремни за избори кога и да се случат. И јас сум спремен кога и да одлучи Мајк Тајсон да се бориме во ринг, со тоа што јас сум во предност, никогаш нема Тајсон да се одлучи на таков потек. За разлика од мене, тебе желбата еден ден ќе ти се оствари. На граѓаните треба да им е јасно дека тоа што до сега го зборувавме е вистина и се што најавивме практично се случува. Нема ни збор за главните проблеми во државата. На власта и се брза да направи избори, затоа што пари нема. A few moments later. Работа е на премиерот да каже што мисли, да, добро, се сложувам со тоа, меѓутоа Социјалдемократскиот сојуз е спремен за изборен циклус кој што може да следи годинава, следната, па да бидат и редовни избори во 2028 година. Јас сум прилично сигурен, врз основа на се што се случува, врз основа на како катастрофално се води државата, врз основа на тоа што лажните политики на оваа власт се целосно разобличени, дека избори ќе има предвремени, без разлика дали се годинава, на пролет, на есен, на крај на годинава. Jesus, вели, работа на премиерот е да каже што мисли и се согласувал со тоа. Алвера се нека. Еве што премиерот кажа. Дали се отвори темата за предвремени парламентарни избори? Не. Само толку? Да. Океј, и вториот дел од друго прашање ми е дали се отвори темата за предвремени парламентарни избори? Не. Еве што после оваа изјава кажа па Венко Филипче на самиот почеток на оваа пресконференција. На власта и се брза да направи избори? Не. А на крајот на истата пресконференција се сложува со премиерот и вели прво дека избори може да имало и до година, а и редовни во 2028, ама тој бил сигурен дека ќе имало до крајот на годинава. Ако не оваа среда, другиот петок или можеби идниот четврток. Зошто го зборува ова? Зошто зборува цело време за избори? За да мислите дека работите се катастрофални, ужасни и дека мора да има избори. Зошто бидејќи Венко така сака? Гладно пиле прососонило. Назад кон идеолозите. Ја би додал само дека он не треба да разговара со нив никој од опозицијата, додека они не отворат европската агенда. До тогаш за ништо немаше да се збори со него. Што ќе се збори? Нека тераат сами. Додека може. Културно е. Ама не тераат сами. Во турбулентен свет, сите други освен СДС, сите други, го препознаа моментот дека е добро да се отвори диалог меѓу сите политички чинители во парламентот. Ама овие малски шебаджи тврдат дека е добро да, како рече, да ги отпука. Кога политички и резултатски не да е отпукан, па дополнително еве прилика да се доотпука со тотално незрело поведение. Не дека сум шокиран. Сепак, тој е човекот кој својата кариера кажа дека би ја жртвувал за исполнување на бугарските желби со нашиот устав, според неговите зборови лично. А сега, малку геополитика од професорот Зналац. Дали е оправдано на чувство дека имаше момент кај што американците го подзаборавија Балканот и дали носењето на овој закон практично значи нивно враќање со присуство, па можеби и посилно и по некои постари методи кои што можеби за време на студената војна сме ги гледале на европскиот континент, на Балканот. Не мислам дека е тоа враќање, бидејќи они отидоа поостро во таа квази Монрова или Донрова доктрина сега, како ја нарекуваат. Не мислам дека они ќе се вратат. Ова е повеќе резултат на тоа што реакцијата би рекол по инерција на Deep State-от американски, на State Department-от.
Значи законот кој прееска го зборуваше како сидрашки момент, односно како сидрото кое од Америка повторно ќе го влече СДСМ напред во сценарио во кое сиот свет во еден момент ќе реши дека е добро повторно некој пиперкар да го спреми за големи дела во Македонија. Сега тој амерички закон за Западен Балкан не значел враќање на американците на Балканот, туку бил под инерција на Deep State-от, на длабоката држава, во американската надворешна политика. Латиноамериканска серија, чуече. И Трамп точно го подпишал председателот, но тамо практично, ако го гледате реално, ако го анализирате текстот, тој е сосема спротивен на праксата на врвот на американската администрација, кој, да речеме, корупцијата ја дефинира скоро како државна политика легална, кој се бави со тие авторитарни судир со судиите и коментарна судија. Значи, не мислам дека е тоа доследно, целосно, можеби не е посебно заинтересиран врвот на администрацијата со тоа. Видиш, убави желби има. Да подработел нешто со помош на Стейт Департментот, пошто овие чуече ништо не работат. Златен USAID или USAID, колку им фали на грантираниве? Кои ќе ја врателе државата во рацете на граѓаните, ама на американските граѓани галиба имаат намера да ја враќаат. И сега, уште нешто познато. Можеби не е посебно заинтересиран врвот на администрацијата со тоа, но Стейт Департментот има инерција. Која инерција сега ќе биде корисна тука, бидејќи на вистина ќе поставува некакви нови темели на транспарентност во владењето кај овие држави, од кои нашиве се исплашени оправдано, што ќе создаде една клима, демократска можност натре да подработиме малку, да поживееме, бидејќи се ужасни, бидејќи ништо не работат. Од тука ли е идејата да збори и Филипче дека владата се подготвува за избори? Баш сум зачуден ако е така. А ова со државните ботови, ова луѓе е напредок. Порано комуњарите, сите кои не се согласуваа со нив, ги нарекуваа руски ботови. Ако го погледнете дискусот во јавната комуникација, ќе видите дека нема ниту една забелешка на уставните амандмани. Освен од неколку платени руски ботови, аналитичари така наречени, па и некои политичари кои што тоа мораат заради финансиски средства да го зборуваат. Колку далеку стигнавме. Од руски барем станавме домашни македонски ботови, кои се секогаш на спротивната страна од ваквите кофрлета. И тоа е голем комплимент за сите нас. Назад на Кисинџеришчава. И се бават само со пропаганда, и се бават само со притисоци и дискусии, и нормално само со подготовка за избори. Значи, они имаат една државно финансирана ботска структура, ботови, кои работат и кои треба да прикажат дека се они најбољи ствари во ситуација кога ништо не работа. Тоа е практично балансот кој мора да го одржува. Ајде да сумираме сега ако е можно. Започна прво со муабети дека законот на Америка за Западен Балкан е game changer. За да заврши со тоа дека на CNN со фломастери било нацртано дека целиот Балкан, освен Хрватска и Србија, бил оставен на русите. И дека немало да реагираат американците доколку русите настапеле повиолентно во овој дел. Па не можам да следам веќе. Нели законот го донесоа американците за да го решаваат Балканот, а сега велиш немало да реагираат ако русите настапеле. Чуече, мислам. И тебе Венко те слуша за да креира политики. Чуече. Ако ја видите фино поделбата, CNN направи една карта со фломастери у боја за вака по-просто или по-прости. Како се движат поделбите на влијание. Ако ја видите, таа од голема сила, американците стануваат регионална сила. Регионот кој го контролираат е пола Латинска Америка, Канада и Гренланд. Така е нацртано. Овој дел мамо кој им го ставаат на русите, тоа е целиот Балкан, освен Хрватска и Србија. Нашиве треба сите овие што се овдека оваа приказна треба да земат во обзир како тоа таа ситуација ќе произлезе без реакција од американците доколку, да речеме, русите настапат по-виолентно во овој дел. И пак, прво Србија е во американската зона на влијание, а неколку секунди подосна, особено Македонија, вели, и Србија станаа дел од рускиот свет. Немало што да реагира Америка многу. Заклучак.
Не е доволно да имаш CNN дома за да се наречеш експерт, а Гордана Силјановска да ја оквалификуваш како кутра жена. Ама тоа е Фрчко, политичкиот гуру на новорадикалната левица, порано позната и како СДСМ. И човек кој се надева на нови фондови од тој американски закон за Западен Балкан, бидејќи очигледно им се потребни како лебот наш насушен, што би се рекло, за да ја врателе државата во рацете на граѓаните на Минесота. Овој дел мамо кој им го ставаат на русите, тоа е целиот Балкан освен Хрватска и Србија. Таа ситуација ќе произлезе без реакција од американците доколку, да речеме, русите настапат по-виолентно во овој дел. Посебно кај нас, Србија. Они нема зашто да реагираат, они нема да реагираат. Жал за УСАИД. Добро ќе е вели за нашата демократија да имаме финансирање на нова шарена армија, која не на демократски избори, туку преку излегување по улици и правење бели ќе се бори како платена NGO армија за спроведување на други туги агенди во Македонија, и тоа ќе било добро за нашата демократија. Ако јас добро го разбирам, помалу конфузниот филозоф Конфузије, и тој самиот си признава дека не е баш начисто со планот кој го презентираше претходно, а има работен наслов СДС и Америка, 300 милиони и 100.000. Ние ќе го почувствуваме тоа во иднина во негова операционализација. Со каква ефикасност ќе ги создаваат црните листи или ќе ги трошат парите. Бидејќи ударот околу сукинување на УСАИД беше голем за Македонија. Практично целата невладина структура и мрежа беше осакатена. Така што овие пари евентуално ако компензираат на тоа ниво ќе биде многу добро за нашата демократија. Не мој вака професоре, ќе ги поболиш на бихачка. Него тоа е фино, меѓутоа забележи таа контрадикција. Сега зборуваме искрено. Иначе законот е перфектен и ние сите оптимисти го врзуваме за тоа. Го врзуваме за едно, условно да кажем, транспарентно збивање во македонското се по-авторитарно општество внатре. И тоа е супер. Меѓутоа, она што мене ме држи малку на некаква скептичност или скепса или дистанца, е што нивната генерална политика не го подпира тоа. Ова што го велиш ти дека американските интереси се просперитетен Западен Балкан, тоа да, ама тоа е претходната администрација во основа. Тоа се американците кои ние ги знаеме. Да. Сега се некои други американци упрашање кои ништо не ги интересира, по ѓаволите ги интересира повеќе партнерството со Путин. Океј, дојдовме од британски мигранти повторно на познатата тема – руски служби во Македонија. Кој не ги видел, не е комуњара и е антизападен, ама антистарозападен. Овој новиот запад не бил предвидлив според Конфузије и тоа него го јаде. Бреј не наситнова нова Америка. Прво го киднапира, ама дуро сега Фрчко го јадат, па така изјаден однатре зборува вакви работи. Немате никакви гаранции дека они ќе бидат потресени ако руските служби почнат да роварат околу во нешто што они го сметаат за своја зона на интерес, како што американците го сметаат зоната на интерес во овој свој регион. Тоа морам да ти кажам, ме јаде. Не само што во Македонија имало руско и кинеско влијание, туку и домашното, потикнато од владата, било проруско. Како што веројатно и на шефот на американската дипломатија Марко Рубио мислењето било исто такво. Значи Рубио е кубанскиот русин од Америка. Јак, Конфузије, јак си. Ама добро ќе ти дојдат малку витамини. Кај нас е проблемот што не е само руската пропаганда или кинеската пропаганда упрашање. Кај нас е проблем што нашата оригинерна домашна пропаганда и ширење на дезинформации се супер јаки. Владата тоа го прави. Не мора да е инспирирано на перманентно од руското влијание конкретно, да е генерално, меѓутоа не е конкретно. Инспириране, например, од руското влијание кога вели дека не е задоволна од тоа премиерот се излага или како вели младите не се задоволни од пролибералниот запад и од го цитира Рубио од Конгресот. Власта имала план да биде под влијание на Русија. Вау! Јако! И уште појако. Законот за Западен Балкан на Американскиот Стейт Департмент во рамки на нивната очајничка борба за западни либерални вредности, што го тоа да значи, таа била единственото нешто што им останува. Не волјата на граѓаните, туку американски закон. Тоа им останувало само. Фантастично. Толку фантастично што
Нема потреба да слушате повеќе. Ќе одиме малку со сродно друштво на интелектуални величини, да видите каков е патот за спроведување на овие западни либерални вредности, кои нас ни доаѓаат од истокот, либериран, што би рекол чуече, односно слободен од Русија. Мене ми се денеска интересни некои македонски политичари, новинари, колумнисти, интелектуалци, кои на глас на македонските медиуми се чудат, нели, јавно се чудат, кај се направдени бугарите, зошто тоа не постои. За жал тоа постои. И здравиот човек има илјада желби, болниот само една, да ги спроведе безусловно барањата на Бугарија за промена на нашиот устав. Тука навистина има една сериозна бројка на македонски граѓани кои после 45-та година сакаат да се чувствуваат како бугари. Знае љуб човек, како не знае. Љубечо, пардон. Тој одеше на терен 45-та, ги слушаше тие граѓани, кажуваа како се чувствуваат. Додека Тито одеше и измислуваше македонци, Љупчо зад него одеше и ги анкетираше и дознаваше дека тие се македонски бугари. Чиста работа, чист факт. Тие луѓе кои се чувствуваа за македонски бугари или бугарофили, нели, на некој начин, на некој начин најдоа свое место, прибежиште во ВМРО, моето ВМРО, не днешното ВМРО. Убаво признание дека неговото ВМРО, кое е во коалиција со СДС, било прибежиште за бугарофили. А Ирлија нека е, ама мислам конкуренција жестока дека сте на СДС, барем онаков како што го остави Заев на ова прашање. Само Венко не знам дали има двојна книжка и од СДС и од бугарофилското ВМРО на БЧО. Конечно, доаѓаме до ден денешно време, факт е дека таа пресија се случува и до ден денеска. Факт било дека пресијата врз бугарите била присутна и ден денеска. Браќа и сестри, и после неговиве коалициони ќе зборат дека слободата на говор била загрозена во Македонија и слободата на тропање максимални глупости очигледно не е загрозена. Еве ти бе бивш премиер кој слободно тврдиш дека во земјава имало пресија врз македонските бугари, бидејќи нема слобода на говор. И бидејќи таква е работата, еве уште малку придонес. Ке слушнеме уште неслободен говор на една експратеничка, чинам од Либералната партија во парламентот, дел од онаа коалиција на Заев од 2016 година. Никица Корубин, која беше поканета од друштвото кое нема баш пракса да слуша различни мислења од нивните, во нивниот подкаст Коридор 8. Неуморните подкастери, финансирани од Фацико Милен Врабевски. Тема ништо особено. Промена на македонска историја. Зборуваме за независна држава 91 година. Ние збориме во политички термини, тоа беше и прашањето со Преспанскиот договор, во однос на државност, националност, припадност и слично. Тоа се политички термини. Прашањето за историјата е вклучено во билатералните договори и со Грција и со Бугарија, меѓутоа дека едноставно никој никогаш не објаснува зошто тие прашања се вклучени. Во два договори нас не се вклучени тие прашања. Зошто? Затоа што тоа е кажано уште од 91 година или постојано се провлекува. Не може ние, денеска Република Северна Македонија, да имаме монопол на историјата на историскиот и географскиот регион на Македонија. Значи, македонскиот идентитет е дел од бугарскиот идентитет, дел од грчкиот идентитет, дел од други две современи независни држави. Видиш, не може македонците да имаат монопол врз македонската историја. Туку треба да учиме веројатно историја што ќе ни ја напишат грците и бугарите, бидејќи тие може да имаат монопол, а ние не. Многу прогресивни сваќања. Ние упорно одбиваме, па сега и како велиме, нашинците во Бугарија. Да не кажам што е тоа апсолутно рушење на нашиот устав на кој никој не реагира. Значи, еден од членовите кој промени, сум го кажувала ова во емисијата, ќе го повторам, секогаш е добро да се промени. Преспанскиот договор не беше договор само за промена на името на државата. Тоа беше договор во кој се утврди дека ние ги утврдуваме границите на државата кон сите соседи и дека ние не смееме да се мешаме во внатрешните работи на соседите. И еден од членовите кои се промени беше дека ние може да се грижиме само за нашата диаспора. Значи за луѓе кои од овдека се иселиле таму, а не луѓе кои се декларираат македонци во Бугарија или во Грција. Тоа не е наша надлежност. Тоа е мешање во внатрешните работи. Right. Ама кога соседите добри бараат промена на нашиот устав, тоа не е мешање во внатрешните работи на Македонија. Брилијантно. Тоа не го намали кај нас говорот на омраза кон Бугарија.
Тоа не го намали антагонизмот, што значи дека антагонизмот не е произлезен од ставот на Бугарија кон нас. Тој може да биде дополнително отежнувачка околност, меѓутоа изворно антагонизмот е граден со други побуди. Ова е исто така интересна теза. Антагонизмот не бил произлезен од ставот на оние кои велат вие не постоевте, ви измисли Тито, туку бил граден со други побуди. Ајде да чуеме, бидејќи нема слобода на говор. Не затоа што бугарите не сакаат или не присвојуваат или не сакаат, туку затоа што тоа е последната брана за конечно Македонија да биде независна држава. Го немаме веќе на БЈР-ма, така југословенството. Тоа југословенско беше само формално кај нас останато. И од моментот од кога го немаме, од тогаш почна нападот на Северна Македонија, затоа што Северна Македонија значува јасна дефиниција за тоа, од јасна дефиниција во однос и на историскиот контекст на употреба на терминот Македонија, дека тоа се однесува само за еден дел од она што го нарекуваме географски историски регион Македонија, кој тој не знаеме ние дека не е тој еден ист регион, дека варира низ историјата. Тоа значише демонополизација. Меѓутоа, монополизацијата на македонското прашање не е изворно македонски интерес. Тоа е изворно интерес на нашиот северен сосед. Вау, нашиот поглед на историјата бил српски интерес. А ако прифатиме бугарски и грчки погледи на нашата историја, тоа било за окружување на нашата независност. Лева рака, знаете, горе, долу, десно, лево. Не сум спремен, јас бе на олку памет, излевање. Ке се удавам во олкум. Дајте нешто поедноставно, пријатели. Може ли, например, Ким Мехмети да го викнете? Ким Мехмети е доста широк во своите погледи. Јас сметам дека македонскиот народ никогаш немал своји елити, него имал елити со српска политичка памет. И никогаш тие не мислеле, според мене, или повеќето од нив, не мислеле за својот народ со македонски политички ум, или научен, или било каков сакате. Туку секојаш мислеле со тој београдски ум, што бил наменат, и вистините за себе се израдени така, дека ние сме не знам што, небески народ, дека ние сме на центарот на... И затоа ги имате тие дилеми, да речеме една сезона, тие се наследници на Јужните Словенија, тамо после 4 години ќе му текне на некој друг, вели дека ние сме наследници на античките македонци. Заради тоа што секојаш некој друг, според мене, им ја одредувал, им ја пишувал историјата, ако сакате. Вистински интелектуалец. Идеален гостин во подкаст кој треба на бугарската или пробугарската публика да им ги доближи нивните соседи, како народ на кој, како што чувме, србите му пишувале историја дека е небески народ и дека те бил потомок на античка Македонија, те на словените. Зошто србите тоа би го правеле? Еден Господ знае. Битно, ке се изборувате сами на себе вака работи на подкасти кои ви се допадливи и утре ке се чудите зошто не се разбираме. Не ни тргна со интелектуалците и не. Ке мора да се вратиме назад на политичарите. Таму каде што започнавме. Белким, таму ке слушнеме повторно нешто понормално од ова. Понатам, како што кажавме и како што разобличивме, се случува силна антиевропска кампања. Се провоцираат судири со Грција и со Бугарија, се наметнуваат националистички теми, се измислуваат изговори за земја да се држи во изолација. Па нема крај ова, мајко му стара. Добро бе, има ли некој кому не сме погрешиле нешто ние македонците? Криви што сме живи. Те Ким Мехмети незадоволен ко албанец, те Никица Корубин незадоволна ко северџанско граѓанство, те Венко незадоволен ко што и да е. Те поранешниот премиер Брчо незадоволен поради репресијата кон неговите бугарашки членови. Те Фрчко незадоволен бидејќи и Америка му шета сега нешто многу и не може да ја прочита и е целиот се збунет. НЗС на Сиве го респоменати, жарта со која зборуваат за некаков српски свет кој владел со Македонија и многу влијаел на сите процеси овде. Ни збор за хрватскиот свет, а во март Дорис Драговиќ и Петар Грашо концерт ке прават среде Скопје луѓе. Каква дискриминација на хрватите. И по оваа бурна недела на глупости кој имав прилика да ги изнаслушам. Добро ми дојде една ваква нормална убава вест да ме смири.
4 свињи синоќа се прошетаа низ улиците на Водно. На видеото снимено од автомобил во движење се гледа како се движат едно позади друго. Клипот објавен на интернет предизвика бројни реакции, кај граѓаните се поставува прашањето колку е безбедно за населението што диви свињи се движат по улицата во близина на стамбени објекти. Ништо страшно. Само неколку животни со слобода на движење во елитни населби. Сигурно повеќето од нив мислат и дека се реално родени за да бидат таму. И нема проблем. Само држете ги подалеку од камера и микрофон, ве молам. И тие ако почнат на подкасти да се појавуваат, навистина ќе биде премногу во моментов. Ќе ја изедат конкуренцијата. А можеби и ќе станат дели од политичката реторика на СДС како опасните нокни водњански свињи. Ги спомнавме и активностите против нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави. Вице-премиерот на нашата влада, Стоилковиќ, на средба со нокните волци блиски до рускиот претседател Путин. Нема подобар начин да го најава мојот вечерашен гостин. Главната звезда во неколку соопштенија на СДС од минатата недела и главом и брадом дел и од оваа предупредувачка порака на Филипче до Америка. Ги предупреди Венко Америте, пазете, Стоилковиќ има активности против Америка, бидејќи бил на средба со нокните волци блиски на Путин. Ау! Според оваа логика, Филипче бил на стратешка средба со Харис Джиновиќ во Дубај да прекрујуваат светската мапа на влијание со помош на фломастери, па бидејќи пивнале, малку ене сега Фрчко има проблем кога ја гледа таа мапа на CNN. Јеби га, нели? Кој овде не полуди, тај не е нормален, што би рекле северните пријатели. Во очекување, Филипче да соопшти дека Стоилковиќ и Путин на исто сонце гаки имаат сушено, што исто така конспирација против Америка. Да застанеме тука со воведниот коментар. Време е за разговорот во студио. Вечерва со вице-премиерот Иван Стоилковиќ, со кој секогаш тераме интересни муабети. Така ќе биде и вечерва. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу Петочно издание продолжува со разговорот во студио и очекувам дека ќе имаме еден многу интересен разговор со човекот кој што е доста меѓу најспоменуваните лица во последните комуникации од страна на најголемата, тоест некогаш најголемата опозицијска партија во Македонија, Социјалдемократскиот сојуз. Мој вечерашен гостин е вице-премиерот и министер за односи меѓу заедниците Иван Стоилковиќ. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер. Добро ве најдов. Прво да им честитаме на граѓаните тоа нова година. Прво новата година, па Божич, па стара нова година и сега да се фатиме малку со работа, мада кога станува збор за мене следи уште еден празник Водици, па имаме Свети Сава како национален празник за Србите во Македонија, така да дури од февруари сега ќе можеме посериозно да се фатиме со она што е секојдневни обврски вржани за политиките што ги водим. Имаше едно добро клипче, се вртеше по интернетот, некоја серија или филм од Србија, кај што еден човек на голема мака вика дали сте свесни со што све се соочуваме баш во овој период. Нова година, па Бадник, Божик, па стара нова година, па треба да се издржи. Треба да се издржи, да, тој маратон. Водици спомна, имаш обичаи да рипаш по крстот, да се ваѓаш? Не. Со вакво здравствено состојание уште тоа ми недостасува, таман да ја завршиме работава како што треба. Не знам дали во Охридски имал прилика некој да одиш? Да, идам. Добро. Каде ме поканат, секаде се појавам. Јас да ги поканам сите како и што се во можност на 19 во понеделник да се видиме во Охрид и кој сака малку да се освежиме во водите на Охридското езеро. Но ајде да се фатиме малку за работа. Дали погреши во констатацијата некогаш најголемата опозицијска партија, бидејќи вчера отсуствуваше завчера од лидерската средба на покана на премиерот Мицкоски, нели таму дојде Али Ахмети, дојде Димитар Апасиев. Сега зборуваме за парламентарните партии, односно коалиција. Али Ахмети дојде како представник на коалицијата, како им се вика таа НАИ. Дојде Димче Апасиев, таму беа и Билјалка Сами како представник на Влен, генералниот секретар на знам и министер и премиерот Мицкоски. Едно столче беше празно, на тоа столче требаше да седи Венко Филипче. Која е вашата оцена за форматот и за отсуството на лидерот на СДСМ?
знаете како кога ќе кажете најголемата, па некогаш најголемата, па некогаш славната, па некогаш државотворната, очигледно ми паѓа на памет она некад било, од сад се споминјало. Ако тргнеме од фактот дека на последните локални избори во Куманово, мојата партија и СДСМ некаде беа со слични гласови, тоаш не сум баш сигурен дека би можеле да кажеме дека е голема партија, затоа што равништето на гласовите кои ги добива се повеќе укажува дека постои сериозен пат. Меѓутоа, тоа е веќе нивна работа, да се вратиме на лидерската средба. Она што како прв заклучок може да се изведе од лидерската средба, тоа е дека владината политика покажува дека има стратешка длабочина, што е можно битно во новонастанатите услови на меѓународната политичка сцена пред све, затоа што тие новонастанати услови бараат пред се внатрешна хомогенизација на државата, како на економски, така и на политички план. И таа стратешка длабочина што ја покажува владата на лидерската, прво свикувајќи ја лидерската средба, а подоцна и со резултатите од лидерската средба, каде е постигнат консензус помеѓу, да не кажам, главните политички партии во Македонија, односно парламентарните политички партии во Македонија, покажува дека државата води сериозна сметка за новонастанатите политички услови, кои пред се бараат од државата сериозен пристап кога станува збор за економските процеси во државата од една страна и од друга страна кој укажува дека на државата е потребна сериозна политичка безбедносна стабилизација од сите аспекти и таа стратешка длабочина ќе има сериозни позитивни последици во натамошниот период. Боде очи отсуството на председателот на Социјалдемократскиот сојуз. По протокол она што успеав да видам, председателот на владата на председателот на Социјалдемократскиот сојуз му намерил место да седи до него од десна страна. Кога луѓето што разбираат протокол, јасно е дека му дал сериозно значење на средбата, пошто обично секогаш од десна страна на премиерот се наоѓаат неговите најблиски соработници или тој што е важен во приказната. Очигледно дека председателот на СДСМ Филипче не сакал да искористи таа можност. И со самото тоа прати сериозна лоша порака не само кон учесниците на средбата, туку и кон македонската јавност. Затоа што не успеа да го препознае моментот дека на државата е потребна сериозна економска и политичка стабилизација на приликите и дека неопходно е учество на сите политички чинители во државата, што укажува. Јас не знам дека јас сум сериозен во моите изјави секогаш и знам дека овие изјави ќе предизвикат одредено внимание и знам дека ќе има реакција, меѓутоа јас морам да кажам дека се повеќе мислам дека господин Филипче не поседува ни авторитет ни политички капацитет да води една сериозна политичка партија како што е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Мислите дека е под менторство на неговиот предходник кој го подучува политички, бидејќи да одбиеш, се согласувам со впечатокот, да одбиеш лидерска средба, која што е премиерот ја оцени како еден новитет во овие 35 години, дури, премиерот настрана, Димитар Апасиев, кој што, знаеме каков модус операнди има и како сака, како досега барем сакал, ќе видиме, можеби и кај него ќе има некој нов квалитет во политичката појавност, но до сега генерално се обидувал преку поекстремни, порадикални потези да предизвика некое внимание врз себе. Тој 2-3 пати спомна во неговата изјава вчера дека е многу позитивно изненаден од конструктивната атмосфера на лидерската средба. Односно делуваше како некој кој што, можеби прв пат се среќава а не се среќава прв пат. Но дека од телевизор ги наблюдувал процесите и мислел дека политичарите се вакви онакви, а на маса седнуваш и како луѓе разговарате за работи кои што се важни за сите, иако вашето мнозинство во парламентот не нужно изискува согласност од сите партии за сите прашања, нели? Бидејќи мнозинството е можеби најстабилно во историјата на независна Македонија. Али реков дека се извинам, дека овдека не станува збор за тоа. Овдека станува збор за потребата на државата од сепкупна економска и политичка стабилизација. И она што е политички кредо на луѓето кои влегуваат во политиката и мислам на сериозни луѓе, очигледно некои не се, а тоа е да се препознаваат тенденциите. Очигледно
Апасиев и другите ги препознаат тенденциите и потребите на државата. Дури Али Ахмети кој што нели зборуваше за кекси, гураби и млеко имал на устата. Тоа сакам да кажам, значи некој ги препознава тенденциите и потребите на македонското општество, а некој се прави мутав како да е паднат од Марс, не ги разбира тенденциите. И затоа ми е можеби многу претпоставам дека многу мина ќе речат многу силна изјавата, меѓутоа јас навистина сметам дека капацитетот овдека изостанува и тоа можам да го подкрепам ако сакате да се занимавате со политика, ако сакате да ги препознавате тенденциите, тогаш оваа постапка условно кажано по она што знам, по она што комуницирам, по она искуство што имам, дека отсуството од ваквата лидерска средба е уште еден, како да кажам, уште една шајка во ковчегот на Социјалдемократскиот сојуз, кога станува збор за граѓаните на државата, од аспект што имаше, сега јас зборам како политичар, имаше мал милион можности од оваа лидерска средба направи представа за себе. Јас сега тргнувам од себе, следете се кога се ставите во улога што можете од одредена ситуација да извлечете. Може да одиш да ја расториш, да одиш да замениш, да одиш да дадеш изјава, не знам све може и да бидеш главен лик на настанот. А вчера он беше не главен лик на настанот, но него празното столче беше главен лик на настанот, односно главен лик на настанот не ни беше столчето, туку беше согласието на скоро сите без Социјалдемократскиот сојуз, што е негативна порака за нив како партија и што е негативна порака за граѓаните кои ги поддржуваат. Долго време си во политиката, Иван, те потсеќа ли оваа риторика на Венко Филипче? Не седнувам, неговиот изговор беше не седнувал тој на маса со криминалци. И при тоа владината цела структура ја нарече меѓуредови, нели, не меѓуредови, директно нарече криминална. Не го знаеме неговиот став дали Али Ахмети е криминалец, дали Димитар Апасиев е криминалец, не и се еве да останеме на дека тоа е неговиот печаток за владината гарнитура. Дали со тоа тој не се исклучи од тоа било кога да седне воопшто во иднина, дори тој постои во политиката, на маса со ВМРО ДПМН, знам и Влен. Или ако некогаш седне на маса ќе има некој нов изговор, бидејќи како инаку кога ќе дојде момент за нешто да се договара, тој би седнал воопшто на маса. Или па тој е остров себи доволен, нели, дека нема потреба од никого, многу е силен и јак. Можеби сака да биде како Заев во 2015, кој што беше силен и јак ради неговиот чадор, како го нарекуваше тогаш, односно целиот западен дипломат. Мислам дека навлегувате во пресериозна анализа. Работите се многу едноставни. Нема стратегија и нема правец на делување. Тоа е многу просто може да се заклучи од фактот дека за последните 2 месеца има 780 соопштенија, по 2 дневно се штуцуваат, понекогаш и 3, што повеќе личи на некаков си информативен портал, а не на политичка партија. И кога ќе погледнете и содржината на штанцуваните соопштенија, тогаш ви е јасно дека нема концепција туку. Не се знае кој пие кој вода носи. Значи, едноставно, мислам, работава изгледа како забегана. Значи, не зборуваме за политички партии кои се ефемерни во политичкиот живот. Па да имаме такви оцени. Зборуваме за партија која некогаш беше државотворна, нели беше најсериозна политичка партија во државата. Јас само ќе се вратам на Куманово уште еднаш. Најсериозната политичка партија некогаш со бастионот Кумановски некогаш дојде во состојба да ги мери силите со политичка партија помала, која е мојата реално помала и да има изброени гласови. Тоа е толку силен, толку е силен падот на таа политика која ја водат, да едноставно вашето мислење дека дали ќе има шанса да седне во нареден пат на некаква си маса, ја мислам дека после наредните избори, се многу се шпекулира со ворен избори, ајде да не навлегуваме во тоа тема. Тоа нема да се случи, ајде ќе си и да ги ставиме да бидат редовни избори, дека со неговиот резултат нема да биде во состојба да седне на таа маса, односно ако седне на таа маса ќе биде спореден присутен на масата, затоа што ќе изгуби силата не како човек, него како политичка партија комплетно ќе изгуба силата. Она што многумина ми се смеја своевремено, дека им прогнозирав
Не е убаво да зборувам за себе, секогаш знам, меѓутоа ќе кажам, јас сум и прогнозирал дека ќе завршат како демократска странка во Србија, што се случи. И окей, тој патот изгледа тие сериозно го следат тој пат и дека така и ќе завршат. А демократска странка заврши во сериозно негативни приказни, така да мислам дека и таа судбина ги чека доколку се продолжи со ваква политика, а пошто имаат конгрес брзо и очигледно дека тоа така ќе се заврши, очигледно дека на таа политика повеќе не треба многу внимание да се обрнува од аспект што тоа е веќе, да не кажам, пасе во однос на настаните кои следат. Значи, јас не тврдам дека тоа така ќе се случи затоа што такви се предодредени да бидат и слично, него следот на настаните на меѓународната политика кој ќе диктира одредено однесување внатре во државата, едноставно нивната политика не соодветствува по ниту еден основ на таквите случувања и во регионот и во државата. Зборуваме, би сакал да чуем анализата на таа тема за следот на настаните во меѓународната политика, но на почетокот, нели, отворивме со лидерската средба, бидејќи е едно од најважните настани на политичко ниво во изминатава недела, но и бидејќи меѓу вас и СДС приказната е малце и лична, бидејќи името Стоилковиќ е меѓу најспоменуваните во изминативе денови. Но пред да прашам нешто во врска со соопштенијата на СДС, со нивниот обид да комуницираат на радикален начин, значи почна да се пресметуваат со медиуми на ангро, па героски земаат да го брутално вреѓаат по соопштенијата, па на наши колеги новинари на пресконференција кога минатата недела, кога некое прашање не му се допаѓаше на јас го викам Зоки Покито на шпански, мали Зоки. На Филипче викаше тоа е ВМРО-вска теза, престанете, достате, тоа е тезата на ВМРО, тоа е тезата на ВМРО. Како да сака да биде Трамп, ама не може да биде Трамп. Но како да ги смени, а од друга страна левица, етеа, на лидерска средба, Димитар Апасиев зборува за конструктивен дух на средбата, важни прашања отворени, некои погледи прифатени, некои не и така натака, но генерално не отишол таму да ја растура тој. Секако да ги сменуваат местата, левица да стане конструктивната опозиција, важна во овој период турбулентен на светско ниво за државата, а СДС како да решиле дека ќе се обраќаат на слободните радикали, што исто така грешка и од маркетиншки и од секој аспект, бидејќи ти не може да ја смениш плочата преку ноќ и да очекуваш дека некое чудо ќе се случи, дека сите до сега ќе ти останат и плюс нови поддржувачи ќе фатиш. Знаете, ја реков крајниот заклучок од ова приказна или од ова нивно гласување ќе биде тоа што граѓаните кои ги поддржуваат не ќе имаат за кого да гласаат. И они, мислам дека јас не би влегол во шемата дека они се толку забегани, мада има и тука и доста забеганост, би влегол во шемата дека знаете како, во политиката потеклото на парите зборува многу. И таа нивна политика, ако ја ставите во шема на потекло на парите, ќе ви даде може интересантни резултати. Ќе го одговориме сега прашањето зошто е Вучич покрај вас главно име во соопштенијата? Само да го завршам, ова е многу битно. Ајде. Знаете како. И сега вие ќе станцувате соопштенија во кое што ќе условно кажано ќе фрлате дрвја и камења. Да не бидам погрешно сватен, да не им дадам простор да ме напаѓаат во медиумите, ко нашиот северен сосед, нели? Јас како припадник на српскиот народ, да избегнам да употребувам името на соседната држава, баш да не им дадам повод да пишуваат дека јас сум нели адвокатот, да не ќе пишуваат него јас да се сочувам себе. Да им дадам повод дека нели јас сум адвокатот на Вучич, па јас сум врски велат, офицер за врски дека сте со СНС, односно СНС е акроним, кратенка за Српска напредна странка, да. И тоа е име кое што е спомнато, не знам, 70 пати во изминативе 10 дена, заедно со името Александар Вучич, кога почна тоа да го прават. Јас се чудев, што има идејата сега? Прво мислев дека е една многу така едноставна тактика. Имаат, немајки конкретни, реални, опипливи црни петна со кои што ќе ги врзуваат со премиерот Мицкоски, решиле од Мицкоски да прават бабарога преку споредба со Вучич, кој за нив
според нив е бабарога во Македонија. Што јас искрено мислам дека погрешиле многу во впечатокот. Без оглед што ти си припадник на српскиот народ, се знае со претседателот на Србија и така натака. Мислам дека Александар Вучич рейтингот што ако го мериме во Македонија е сосема различна од нивната идеја. Сега прашање е дали е ова нивна идеја на СДС или е идеја на некој друг. Имате ли некој дали се обидовте да дознаете, да истражувате што се случува, зошто СДС се однесува како опозицијска партија во Србија? Бидејќи тоа се чита во содржината на нивните соопштенија. Отворите тема кај што 3 милиона работи, може да ви кажам. Со оглед на позицијата на која се наоѓам, ќе бидам тоа поприлично. 1,5 милиони кажете со оглед на позицијата. Воздржан, ајде да тргне вака. Единствената вистина што ја напишале таму е тоа дека јас сум официр за врски со државното раководство на Србија. Да, точно, признавам. А тоа и тие го признале. Се сеќавам кога вакцини даваше Вучич на Табановце, Заев јавно се заблагодари кон вас и уште еден може да кажам, значи. Сакам да слушам. Дури ми се јавува да ме прашат, ама свели ова окей со вакцините ако му се јавиме ние на претседател Вучич, дали ќе ни се јави на телефон? До таму водеше таа нивна понизност во тоа време. Заев и да одеднаш бидат главни фраери во државата и да зборуваат се и се што. Да, јас ве прашува дали ќе им крене телефон Вучич? Да, јас завршувам работа, имам зелено светло, ме прашуваат, им кажувам дека се е окей, они ме прашуваат дали ако му се јавиме ќе ни се јави на телефон. Се сеќавате на тие актуелни состојби во тоа време. Па дури подоцна да оди тогашниот министер здравство, сега председател на СДСМ во Белград, во институтот Торлак, па да кажува дека ако Србија почна да произведува овие руски вакцини, дека они веднаш ќе бидат соучесници за делот тие вакцини да полечат во нашата држава и така натаму и така натаму. Значи, ако ќе тргнете од тоа, тоа е, кажеме, било. Не, има новина. Новина? Има новина кога е станат од он председател на Социјалдемократскиот сојуз, има да, има една новина. Која е таа? Ако ги мерите неговите изјави и неговото однесување, јас не можам да најдам никаде каде што он оставил некаков сериозен меѓународен контакт. Добро. Единствен меѓународен контакт му е средбата со председателот на српската влада тогашен Милош Вучевиќ во Атина и морам да бидам искрен, се бараше од мене да им направам контакт со да се видат да разговарат. Филипче барал од вас или од СДС ви се јавија? Да не отвараме сега до крај работа. Добро. Окей. И таа средба Вие да го направите контактот со Вучевиќ. И таа средба се оствари. Да му помогнете на Филипче да се сретне со Вучевиќ во Атина. Не, со председателот Вучевиќ, председател на српската влада тогаш. Да. И тоа јас го направив. Јас сега морам да кажам да луѓето не помислат свакакви глупости. Нормално го направи тоа во координација со премиерот. Мисли, глупости не можам да преземам активности кои не сум ги искоординирал со човек кој води државата. Значи морате да бидете внимателни да направите некаква сериозна грешка во тоа. Помогнавте на Филипче да има средба со Вучевиќ. И тоа му е единствената меѓународна средба на Филипче откако е станат председател на Социјалдемократскиот сојуз. А да не ви е луд што не сте му направиле средба со Вучич? Он има сериозна комуникација со Вучич, он треба да одговори на прашањето кој готви најдобро гравче во регионот, каде го јадел најдоброто гравче во домашни услови во Србија, треба да одговори на тоа прашање. Венко Филипче пробало еве нека некој го праша кој готви најдобро гравче во регионот или ајде да бидам подиректен, какво е гравчето кое го готви председателот Вучич? Бил до толку во такви приватни услови, да кажем, значи на пријателска... Затоа е неразбирливо ваквото. На пријателска средба бил кај Вучич и јадел гравче сготвено од председателот Вучич. Се извинувам, мислам дека... Погрешно сваќате, значи. Каква пријателска средба? Домашни услови. Во домашни услови. Значи, не да се знае со човекот, него да не било посно гравчето, па сега е незадоволен. Ајде да не отвараме, да не Добро, зошто тогаш? Со оглед на опозицијата да не претерам, али знаете како? Кога знаете многу работи и кога гледате што се случува едноставно, понекогаш, знаете како, викате, дај пуштите ги будалеве, нека зборуваат глупости, премолчете, знаете, али ако молчите долго време, ако не им кажете некои работи, они ќе сметат дека вие сте глуп, дека они ќе може да продолжат со нивните идиотари и понатаму. Мислам дека треба малку да им се стави, да им се каже, дечки, стонете малку, има многу работи кои може да се соопштат, сејте мири, не се дирајте, затоа што вие сте, условно кажано,
дел и Филипче е дел од она претходна влада која направи сериозни пропусти во водењето на државата. Да не се навраќаме, да не ги отвараме темите кои се може сериозни, затоа што тоа што го работеа очигледно има импликации на политиките на сегашната влада, затоа што и покрај сите сега, јас морам да го кажам на јавност, покрај сите забелешки кои се дават на владата, за нејзината политика, за спороста, нели, за некој недостаток на некои поенергични потези, работите се многу јасни. Наследивме руиниран систем, руинирани институции, кои се уште институциите не можеме да ги доведеме во склад со нормално однесување, законско однесување. И затоа некои работи може да доснат. Да, на вистина, тоа стои како примедба. Меѓутоа, кој е виновен за таквото нешто? Ние губиме сериозно време да исправиме она што тие успеале да го, условно кажано, да го замачкаат за нивното владење, што мислам дека генерации и генерации ќе треба да исправат. Значи, едноставно, знаете како, кога давате изјави, кога се занимавате се политика, мора да водите сметка за она што е, условно кажано, последица за некое време, не за денеска. Денеска може би јас ке сум најдобриот, меѓутоа ако тоа денеска што некој го проценува дека најдобро, ако со времето се покаже дека било лошо, што ќе правиме? Затоа велам дека политиката на владата која покажува стратешка длабочина е можеби најсериозната придобивка од оваа лидерска среда. Зошто се обидували, ај вака ќе поставам прашањето. Се обидували СДСМ во овој момент, иако според и ова не ни очекував дека некојаш во оваа емисија ќе правиме муабет за графчето на Вучич, иако нели тој сакал и палачинки готвел таму на Инстаграм се снимал. Не, да не отварам. Може би палачинка некоја добил Филипче, но не ми се веруваше дека ќе поставам прашање дали Венко Филипче јадел дома од гравот на Александар Вучич. Но окей, верувам дека е така. Дали сега СДС се обидува да ги наруши односите меѓу Македонија и Србија? Или има некоја идеја, не знам, да помага на српската опозиција, но искрено немам сретнато во српски медиуми, јас се трудам да ги листам, кажете ми вие ако е поинаку, но нема некој српски медиум кој што се повикува, видете, дури и во Македонија една партија има која што видела колку е лош Вучич и така натака. Значи, таква работа не сум забележал. Нема третман. Како не ја, значи, човекот нема третман. Во таа јавност тој нема никаков третман. И затоа што треба да не кажам сега кој му ги води работиве, како му ги води, како. Ајде да тргнеме вака од почетокот да тргнеме. Со оглед на тоа дека и пред некој ден на јавноста и стана веќе достапни информации дека целокупниот капитал на поранешниот тим е во соседна Бугарија. Не, поранешниот раководен тим на СДСМ. Да, е Бугарија. Очигледно дека тука постојат сериозни врски и ако постојат такви сериозни врски, а едноставно кога има многу капитал има многу сериозни врски, прашањето зошто тие сериозни врски не се употребат да се доближи политиката на Бугарија кон Македонија, па да имаме некаков интерес сите, туку напротив политиката е да се оддалечи Србија од Македонија. Интересно прашање. Во светло на она што вчера беше во врска со имиграционите визи, тогаш јас тука ќе се задржам, нема да пролучам, тогаш се сосема јасни тенденциите и последиците кон државата ако таквата политика добие право на граѓанство овдека. Така да мислам дека постои сериозно непознавање на ниту една сериозна политичка приказна која е меѓународна, а за домашните веќе сум кажал, нема да не отварам повеќе теми, тоа е катастрофа. Сега има да стварно неколку теми отворивме, ама ќе се трудам да одам поред, бидејќи би сакал после и за визите уште малку да поразговараме. Но да, и новинари истражували, е малтене јавен факт дека добар дел од капиталот, дека имаат фирми во Бугарија, на исти адреси, Вице, Венко. Станува достапно до јавноста веќе. И сега, твојата теза е зошто не би се искористили тие врски за Дали имаме проблем кој треба да го решаваме со Бугарија. Од друга страна, ако треба да го решаваме тој проблем, нели треба да правиме пријателски односи. Да. Ако луѓето имаат капацитет, мислам некако политички и некако ако имаат капацитет, мислам како база, а имаат капацитет како база, имаат фирми и капитал и таму, и тоа сериозен капитал,
Тогаш прашањето е зошто тој него капитал и зошто тие врски не ги употребат да ја доближат бугарската политика до Македонија. Бидејќи можеби тој капитал и тие привилегии, бизнес привилегии се стекнати за да бидат, како што напати мене ми изгледало, продолжена рака на бугарската политика во Македонија. Јас како потпредседател на владата нема да се пуштам коментар на таа тема. Граѓаните сами ќе изедат заклучите. Зошто е така? Затоа што прашањата кои се поставуваат за таквото однесување се логички. Зошто не се парите и влијанието и моите искористени да се доближи до Бугарија, до Македонија? Стварно имаме проблем кој треба да го решаваме. Али не може да го решаваме на спротивставени позиции. Мора да правиме близина. Како таа близина ќе ја направиме ако тие кои имаат сериозен моќ, влијание и финансиско и секакво друго, тоа не го употребуваат во таа насока. Јас немам ни капитал, ни финанси, ништо, целокупниот мој ангажман го употребувам на сериозно добри односи со Србија. Еве сега ќе ви кажам, може интересантни работи. Знаете, во состојба се каде дури и хуманитарната приказна се злоупотребува. Нашето министерство, влада, нели испраќа помош кон Србија, ова што беше со временските непогоди. Јас сакав да објавам, како хумагеас, како и така натаму, и така натаму. Сега ќе кажам нешто, можеби, што е... Инсайдерско. Може би, препораката на премиерот, јас го прашам министерот за одбрана, он кажа, препораката на премиерот да не објавува. Затоа што кога веќе излезе, тогаш се поставува да се поставуваат прашања. А зошто само на Србија се помага? Се помага секаде кој што ќе побара помош. Беше побарана помош, беше дадена помош. Ние не објавивме, Швајцарија им понудивме помош. Ние не објавивме заради манипулациите, претпоставам дека премиерот се водел со приказна, да не се навлезе уште повеќе во шемата, а едноставно имате и обврска да одговорите затоа што секогаш се покажало нели дека како што нас ни помогна во Кочани сите соседи. Видите вака, добрососедските односи функционираат взаемно, не се еднострани. Ако се само еднострани нема смисла. Ќе изгубат секаква смисла. И затоа еве сега кога седнав тука добив мејл потпредседател на српската влада отворено писмо до Христијан Мицкоски за која му се заблагодарува за помош. На крајот на краиштата и се обидовме да не правиме приказна, еве ќе излезе во јавност. Не, ама зошто? Зошто? Нели тоа просто е неверојатно да не верувате, значи дека дури и хуманитарниот пристап е предмет на спекулации кои се усмерени кон влошување на тие односи, од една страна, од друга страна, каде што треба да работиме, да ги подобриме односите, ние не посветуваме никакво внимание, напротив, работиме некои работи кои, видите вака, значи... Министре, знаеме како Љупчо Георгиевски нашава емисија вечерва би ја искоментирал. На просрпската, алфака и антибугарски настроениот новинар дојде Иван Стоилковиќ, ама мене не ме интересира тоа. Јас се обраќам на честниот писмен народ кој што си ја сакам, државата си води рачун за својот живот и го интересираат процесите, нели? Вака, значи, јас сум потпредседател на македонската влада, јас сум министер во македонската влада, јас сум македонски државјанин, јас целокупното основно образование и факултетско го имам стекнато во Македонија, се што имаме во Македонија, тоа што сум припадник на српската заедница, мислам. Што да ви кажам? Што да ви кажам? Ја што за нас да нема место во државата, што е проблем? Да ние не кажеме наш став по некој проблем. Не, али зошто да ние не кажеме понекогаш овој, зошто сум бил Бања Лука? Па кај да одам во Афганистан не можам да одам сега, како да ви кажам? Насловот, извини. Еден од насловите. Стојковиќ како офицер за врски со СНС и Путиновите нокни волци. Дали е сега јасно? Тоа е наслов на соопштение. Па еве сега може ли вака? Може ли вака? Јас сега ќе ви кажам отворено. Јас намерно ја пуштив кај мене на социјалните мрежи песната која Род Благоевиќ ја пееше со Додик. Намерно. Затоа што да им кажам дека нема да се случи во Америка некој да го праша Род Благоевиќ зошто пеел. Српска песма затоа што човекот се потекол таму. Или да очекуваме дека сега Трамп ќе го смени Род Благоевиќ, ќе му направи еден куп проблеми затоа што мислите пеел српска песма. Сега не, да се доближиме до... Трамп го ослободи Благоевиќ од сите обвинени. Род Благоевиќ, значи, легенда во американската политика, близок соработник со сите американски председатели, освен со Бил Клинтон, да не сега да отвараме тема, не е спорно. Меѓутоа, со него беше еден од посериозните американски аналитичари. И
кога разговарате со некого, кога се меѓународни контакти во прашање, сега јас можам да глумам дека сум Иван Стоилковиќ, па не е битно. Јас сепак имам некаква си функција во државата. И кога ќе ме представат таму, нели, се интересираат и сакаат да разговарат. Првото прашање што ќе ви го постават е сериозна политичка импликација и заклучок кој треба да донесете што ги интересира. И они не се дојдени тука да пеат песни, дојдени се тука да завршат одредени работи за кои се пратени од Соединетите Американски држави. И сега вие што треба да се правите мутав дека не треба да разговарате со тие луѓе, дека не треба да се видите со тие луѓе, дека тие се криминалци, замислите? Тие се криминалци, нели? СДС одлучиле да... Значи, они ги осудиле дека се они криминалци. Не се гледа себе дека да има правна држава дека половина и повеќе ќе и да немаат заштита под одредени тие обвинителски и други кругови дека половината ќе заврши во затвори. Знаете, морате да внимавате. Значи не можете да да зборувате се и се што и на крај да испадне дека па баш ме брига, ние ги наплукавме, па они што сакат дека прават. Кој ќе им го дозволи тоа? Јас цело време, значи јас долго време не се појавам по медиуми. Намерно не се појавам заради ова кампања, да не отежнувам сега политички прилики во државата, сега ајде ќе се полечам, ќе си работам својата работа, ќе навалам глава и така например. Знаете како понекогаш настаните не ви дозволуваат да се отргнете. Еве беше бизнис форумот. Знаете, тоа е најголемиот бизнис форум во регионот. Знаете колку луѓе сами дојде на форумот. И да сакате да се тргнете. Понекогаш не можете, затоа што понекогаш самата позиција и самите околности ве тераат да идете напред. И сега што треба да се повлечете пред будаливе? Немам намера, не случајно. И тоа не ми паѓа ни на памет, мислам. Се разбира, мислам. Не ми паѓа на памет, мислам. И уште што е може да е битно, што мислам дека се избегнува. Они ја наследија политиката на Дуја од почетокот на новата влада. А тоа е дека ние ќе го нападнеме Иван Стоилковиќ, затоа ме има толку многу. Затоа што тој е србин и ние на таа антисрпска политика ќе го начаме национализмот во стереотипните редови за да можеме да го покажеме дека вле издајничка приказна и така натаму и така натаму. Значи тоа. И дека Иван Стоилковиќ е слаба карика. Нема меѓународна поддршка. Не. Затоа што е србин, затоа што води таква политика, има такви контакти и меѓународната заедница ќе реагира. Они заборавија дека јас сум долго години во политиката, дека имам сериозна меѓународна поддршка за тоа што работам. И едноставно тука направија грешка сметајќи дека Иван Стоилковиќ е слабата карика во тимот на Мецковски. И доживеа дебакл. Дебакл се погледаше во пред новогодишните празници каде успеав да комплетно на некој начин да расчиствувам со заоштrini на ајде тоа ќе збориме, не е спорно тоа. Но тоа ќе збориме, да завршам, само да завршам. И ако сега тоа го така поставите, тогаш многу прашања се отвараат. И многу луѓе треба да се замислат за тоа што работат. Мене ме драго што јас не сум од тие што треба да се замислува, дека некој друг треба да размислува за тоа што работи и на крајот на краишата и да ги поднесе консеквенциите од своите активности. Повторно ќе се извинам на граѓаните. Не можам до крај понекогаш, затоа што навистина постои тој ограничувачки елемент да не се навлезе превише во некои процеси, да не се кажат повеќе него што е потребно. Меѓутоа, еве сега ме праша, па што е добро? Па добро една македонска фирма ќе учествува во градежни активности, например, во Бања Лука. 200-300 работници ќе обезбедуваат екзистенција. Проблем е тоа. Контактот со Род Благоевиќ е проблем. Не разбирам. Мислам, извинете, ноќни волци. Ноќни волци, да. Ја не ги видел уопште, немам појма. Не знам кај ги виделе. А да, али Род Благоевиќ со ноќните волци. Ама чекај, што е на вас? Мислам, дечки, кај бе живеете ви? Него Трамп со Путин редовни контакти. Не е спорно. И да, гледате сега, не е спорно. Али тој човек не е тука. Помина тоа време на такви бабаруги, мислам, како да кажам? Поготово во новите меѓународни околности. Мислам, ако не е таа политика малку потака мултивекторска, пораширена, и повторно се враќам на почетокот. Реков ќе повторам по трети, мисли, четврти пат. Стратешката длабочина на политиката на македонската влада е клучната придобивка од лидерската среда. Во соопштението од 11 јануар, циркус дипломатијата на Стоилковиќ. Па еве зборев за неа. Ама сега да прашам нешто. Вие сте на колку 50 нешто години? Многу повеќе. Многу повеќе. На 60? Добро.
Знаете ли Не открива ове години ништо врши. некој добро. Јавни се достапни информациите. Цртан филм со Малиот Перица. Јас имам 40 во март полнам, не знам за цртан филм со Малиот Перица. Вие знаете ли таков некој? Не. Во Македонија немало, нема Мали Перица никаде во површна Југославија не се сеќам тако нешто. Не знам. Тоа се оние вицови, може би Мали Перица, Мали Ѓокица нешто. Ама ај Ѓокица сме користеле, Мали Ѓокица и во Македонија. Да. Мали Перица не, но во Србија во Србија Мали Перица, да. Бидејќи во соопштение на СДС стои како Малиот Перица од цртаниот филм Стојковиќ покажува колку нема поим за вистинската политика и после нели тие имаат поим и така натака. Па еве, но ова е ракопис, јас тврдам дека ова пишувано И тоа ќе кажам. Али гледај сега. Ја немам појма, он има појма, има една меѓународна средба и таа е организирана од мене. И е со тие што најчесто што ги напаѓа најмногу. Е сега дај биди малку тоа како се вика. И она што може да се заклучи, кога ќе ги прочитате тие соопштенија и што е може смешно, очигледно дека ги пишува некој на српски, они ги преведуваат на македонски, затоа што кога ќе ги погледнете синтаксата се забележува. Синтаксата, значи кога ќе погледнете точно, значи јас македонско училиште имам завршено. Кога ќе погледнете точно речениците, ќе видите дека некои членувањата кои се присутни или кои ги нема, укажуваат дека некој друг ги пишува. Кој е тој друг? Па мислам дека е тој од овие блокадерите, овој Цветир Миливојев и таа агенција што ја води така натаму. Не е спорно, мислам. Да не кажам дека се многу Да го поздравиме господинот Цветир. Па не е спорно, може он човекот да работи се разбира. Проблемот е што овде нема филтер, човекот си има своја агенција, му платиле да работи, он работи окей. Се разбира. Он е на другата страна, него уште му одговара, они претпоставам дека барајки да ја меѓународната поддршка против Вучич. Не, него барајки изговора својата политика, барале човек кој е добро упатен во она што се случува во Србија со протести и слично, а тој е на таа страна дека ќе може најлошите работи што таму се случува да ги пренесе тука. Али гледате сега, многу е битно. Вие се занимавате со председател на соседна држава. Вие се занимавате со правосудни органи на соседна држава. Мешање во внатрешни работи. Али гледате сега, значи вие правите сериозен проблем во меѓудржавни односи. Вие напаѓате приватен капитал. Алта банка. Приватен капитал. До вчера Стопанска банка не битола. Како god да е, приватен капитал е. Кој ти дава право ти да се мешаш во приватен капитал? Кој си ти, политичка партија си ти? Ако постои криминалец, докаже криминалец, дајте докази до јавното обвинителство и така добар дел од тие обвинители се уште од таа стара шема, па нека си терат работи. Јас сум првиот што би барал да се истера некаква си правда. Меѓутоа овдека не станува повторно збор за тоа. Значи не станува збор за истерување некаква си правда, туку станува збор за кампања која да Србија сакаше да реагира сериозно, ќе можеше да предизвика сериозни последици во меѓудржавните односи. Намерно е оставено така да се лудираат, затоа што очигледно гледаат дека со лудаци нема разговор. Или може Вучич доби снимка од Венко како јаде гравче кај него дома и да заврши работа. Да е живи здрав. И сега да се вратиме само на овој дел уште малку, значи. Кога јас условно кажано, ајде, они велат непристоен речник, сум се изразил кон нивниот секретар, овој како се викаше Мартин Косовски, кога он за она пумпа, кој рекол дека ние ве напумпаве на избори доволно и така натаму. И сега сите ме нападна, јас сум бил непристоен, наместо уште тогаш да се стави точка да му се каже и јавноста да му каже тоа е вмешање во внатрешните работи. Генералниот секретар на Црногорска партија заврши во затвор во Србија заради тоа. Ќе го уапсат на граничен премин, заради тоа ќе ме барат мене после да го ослободувам. Значи тие работи не функционираат така, значи. И сега јас сум бил непристоен и јас сум сега напишал нешто за нив, им одговорив нешто и сега гледате во нивното сообщение пиша и непристојниот одговор на премиерот и така натаму и така. А пристојно е што нивните сообщенија се пристојни. Нивните сообщенија личат на порталот на Саши Политико пред Десетина години. Во меѓувреме не е така, Мактел еволуираше. Па тоа сега да кажам, значи они се тие се вратија во тоа. Просто не можам да верувам, значи погледнете само, види јас сум долго време во македонската политика, јасно ми е се. Не морам многу да се трудам да нешто дознам. Се ми е на И вас ве нарекува дел од антиевропската, анти-ЕУ, антизападната агенда. Па како тоа имам сериозни добри комуникации со представниците на Европската унија и така. Како? Ако тоа било така како што ни зборуваат. Ако имам предлози со нив, ако имам разговори со нив, ако имам проекти со нив, како тоа? Билат скршнување од стратешките правци, дека Мицкоски и Стојковиќ ја водат Македонија во изолација. Сега да се вратиме на она што не ја довршив, што многу теми ме се отвараат.
за пристапот на ДУИ и пристапот на СДСМ. Видите, после година и пол дена, оно што ДУИ го работеше на почетокот, сега го презема Социјалдемократскиот сојуз, за таа реторика да ти ја објаснам. Сметајќи дека повторно преку Иван Стојковиќ ќе може да се дојде до Христијан Мицкоски. Просто е невозможно преку Иван Стојковиќ да се дојде Христијан Мицкоски. Мислам, да не е сега да натварам други теми. Значи нема теоретски шанси. И они, не знам од кај има паметот, повторно играат на шемата што играше ДУИ пред година и пол дена. Луѓе, тоа е невозможно. Јас не сум најслабата карика во тимот на Мицкоски. Просто едноставно. И мислам дека е погрешно мислењето на председателот на СДСМ дека преку мене ќе дојде до Мицкоски, он не може ни да се доближи до мене од една работа, од друга страна Христијан Мицкоски и Филаделфија за него не може светлосни години да лечи. Така да од тој аспект нека продолжат со нивните политики, нека терат, па ќе видиме. Но најважното е тие може да пишуваат што сакаат. Срамот ќе биде нивни или гордоста ќе биде нивна, седно. Но прашањето е каков е ефектот? Извини. Кога им одговорив на писанието, да ви кажам дека половината од половина Македонија ми се смееше, а ќе ти кажам дека сериозни членови на СДСМ ми се јавуваат и комуницирам и така натаму и така натаму. Не препознаваат реториката на... Да, управо, и уште една многу работа. Јас ги прашав овие, нивните тие. Викам, дечки, што правите, бе? Стресувате, мислам. Вика, ти си виновен. Зошто? Викам, зошто бе јас сум виновен? Па му организираш средби, вика, сега ако ти е. Сакам да кажам дека ова не е тајна што го кажам, дека во нивните кругови е познат факт. Дека вие сте им помагале и на Заев и на Филипче да имаат средби. Значи, ти си крив, вика, им помагаш, вика, сега ако ти е. Сега, ако они у поширока тоа приказ да го знаат тоа, редно и македонската јавност да чуе нешто. Како овие движења внатре во Македонија сега може да ги изанализираме низ призма на геополитичките придвижувања во целиот свет, дека не може да зборуваме ни за регионот, ни за Европа, туку буквално на целата планета. Не знам, она што се случува сериозен, значи сериозна непознаница за сите, не само за нас, со оглед на тоа дека секојдневно се минува. Да, неизвестноста. Секојдневно се минуваат работиве. Многу несериозно го сваќаат американскиот председател, многу, условно кажано, некомпетентно се однесуваат кон другите играчи на меѓународната сцена, мислам тука на Русија, Кина и останатите. Кој тоа? Па, да не кажам овие луѓе што немаат стратешка длабочина. Добро. Затоа што работите добиваат забрзување. Надежда е моја дека тоа забрзување можеби ќе произведе позитивни елементи. Меѓутоа, стравта не е кај мене, стравта е кај граѓаните повеќе, затоа што се она што се случува надвор укажува дека граѓаните се повлекуваат во себе. И со капитал, и со работа, и слично, што може да остави сериозни последици во внатрешното живење на државата. И тука, ако се сетиме на она изјава на председателот Вучич дека сите земји од изјава на председател Вучич, а идеја на председателот Мицкоски дека сите земји од Западен Балкан треба колективно да влеземе во Европската унија, да не примат, затоа што европските политичари кога ќе дојдат на разговор, ова сега искуствено го пренесувам, кога ќе им се наметне нешто такво, тогаш тие секогаш изгорен, па знаеш, ние не знаеме каде ни се границите, па имаме проблеми ваму таму. Многу едноставно е. Примете го регионот, утврдете границите на Европската унија и да можеме да тераме напред. Па после што ги имаме проблемите, ќе ги решаваме. Имат тие европски внатрешни контролни механизми, да му се не види на крајот на кришта. Така е, да. И сега они тука, знаете како скалкулираат. Да. И сега за секој нормален човек, знаете како кога god е условно кажано за да сака да оправда некаква си политика, кога ќе кажат дека Европската Украина ги достигнала со своите реформи ги достигнала барањата на Европската унија за доближување, условно кажам, мене ми се дига коса на главата. Значи станува збор за политички пристап на проблемите. Точно. И кога станува збор на политички пристап на проблемите, тогаш треба да се однесуваме политички, не треба да се однесуваме со главата заглавена во песокот. Тоа е едноставно кажано, може би од моја страна, меѓутоа тоа е така. И затоа зборувам за таа стратешка длабочина. Че мораме со отворени очи да гледаме се што се случува, затоа што тоа што беше грешка порано, што се негативно одрази врз. Сега јас како
припади на српската, јас зборувам за македонски национални интереси, али тоа се македонски државни национални интереси. Не треба се свати негативистки, напротив, треба да се свати позитивно, затоа што ние мораме да градиме внатрешна кохезија по многу прашања во државата. И лидерската среда пак се враќа на неа. Мислам, сериозно добар сигнал за развој на политичките околности во државата, со оглед на тоа дека, сега зборувам лично, моја процена е дека она што следи после лидерската среда треба да биде фокусирано само на две точки, а тоа е 100% и, што би рекол Амди Бајан, 102,3% ангажман во област на економијата и може би 200% ангажман во однос на јакнење на политичкото безбедносно состојба во државата, од аспект политичката мислам на институција, од аспект на безбедноста мислам на јакнење на безбедносните сили во државата. Мислам дека тоа ќе биде некако си утврдно кажано одговор на државата во однос на она се што се случува околу нас. Фактички во нестабилни времиња важно е Македонија да е стабилна, за да биде стабилна, политичкото триење треба да се сведе на минимум, сите да бидат возрастни големи и да се однесуваат како возрастни зрели мажи. Скоро сите знаеме кој не бил таму затоа што тој не се гледал со криминалци. Дали криминалците се овие кои што седнале како луѓе да разговараат за важни прашања? Ќе видиме на крајот кој е криминалец. Значи, она што го најавува СДС, мигранти за пари и избори. Тоа ќе била целта. Да имало избори сега на пролет, па да имало мигранти за... Британија ги демонтираше, нив не име, срам тераат. Гледате сега, гледате. Не чув дека се... Тоест имаше прашање до премиерот, зборувавте ли за избори? Не. Толку ќе одговорите? Да. Значи, јасно е дека не може да има избори ни на пролет, ни на лето, а и зошто би имало избори? Ако целта да се стабилизира Тоа е политиката. Кога не знаете да водите политика, тогаш наседувате на зелени. Ви пуштат приказна и вие наседнете како, условно кажам, како млад мајмун. Не бива таа работа. Политиката бара се пак помалку сериозен пристап во активностите. Значи, не вие им дадете, условно кажано, трошки, они веднаш мислат, што се случува сега, одиме на избори. Какви избори? Ќе добиете катастрофа, ќе завршите пак, не се занесувате. Да, ќе има можеби пад на излезноста, да, можеби ќе има пад на рейтингот на владеачката структура. Се може да биде точно. Меѓутоа, ти нема да освоиш ништо, дечко. Како тоа не ти јасно? Како тоа не го разбираш? Мислам, тука работиве се сосема јасни. Значи, не можете да навлезете во политиката без да антиципирате барем една година. Ако не можете како лидер на опозицијата, сега веќе делимично опозицијата, да антиципирате барем една година. Мислам дека не треба да се занимавате со таа работа. Ја тргнам од сопствениот пристап, па и условно кажано сум антиципирал можеби 7-8 години. Да бидам тука каде што сум. Да издржам тоа што сум издржал, да бидам денеска тука каде што сум. Али сум антиципирал, сум гледал, сум видел дека не може, сум размислувал на тој начин. Можело да биде испротивно. Меѓутоа еве се остварило. Они мораат да антиципираат ако сакаат да занимаваат со работа барем една година. А во една година изборите не се гледаат никаде. Сериозно никој не ги гледа никаде. Луѓето што сериозно се занимаваат не ги гледаат никаде. Како он ги гледа? Како ги гледа? До каде? Кој ќе им ги даде? Се чини дека она што... Кој ќе изгуби 6 месеци во избори? Си дали се... Па на владата не ја одговара. Ама почнати се многу проекти, мислам, политичката состојба... Имате стабилно мнозинство во парламент, имате комуникација со ДУИ, комуникација со левица. Ама елементарна, значи, проверка на анализа на логичките одговор на логичките прва година на политички науки, прв семестар. Кажува дека немам седнете дома и појдете вака. Што треба потребно за ворени избори? И почна вака. Проблеми во парламентарно мнозинство, не може да се направи ова, не може да се направи ова, меѓународен ниеден услови не се исполнети, освен што постои тој условно кажано притисок да се реши ова со Бугарија, што очигледно во овој момент е неостварливо пред се. Значи јас сум многу реален во политичките претпоставки затоа што во овој момент не постојат прво економски предуслови, а второ политичките се многу далеку затоа што се уште не се померени од мртва точка на она што се очекува креативно толкување на она што треба да се случи. Но отсутните од масата велат вие туркате Македонија во изолација и како одговор што треба за да не е Македонија во изолација, вика да не се шегува, да не се сее магла, вели Венко Филипче или Зоки Покито на шпански.
мора да се промени уставот. Односно упорно се држи за политиката која што беше она сидрото што не ги влечеше напред кон Не, изговорот е следен. Мораме да затвориме границите со Србија. Мора ги нарушиме односите со Србија до крајни граници, за да можеме одека внатрешно да спроведеме тоа што е зацртана цел. Граѓаните го препознаваат тоа на улица и го детектираат. Многу е се едноставни работи. Значи, они, знаете како, кога работите нешто, поготово во политиката треба да направите сериозни, како да кажам, пристапни работи на проблемот. Значи, мора да направите подготвување на теренот. Значи, морате логистика да обезбедите, морате многу работи да обезбедите за да тргнете во еден процес. И затоа велам, кај нив недостасува стратегија, недостасува тактика, едноставно политиката е смедена на реакција на дневни настани. И она што е, условно кажано, секојдневно приступно, тоа е нарушување на односите со Србија, кое со оглед на сето што се случува во светски оквири е невозможно да се изведе, затоа што огромен број на граѓанството на државата ги препознава овие тенденции. И проблемот и на таквото делување дека они сметаат дека на таков начин можат да дојдат најбрзо да дојде тој проблем, наместо да се вратат таму од каде што е проблемот, а тоа е парите, влијанието и се што имаат во Бугарија да го употребат на доближување на Бугарија на Македонија. Затоа ли бе нарекуваат вака? Иван Стоилковиќ со години е клучна фигура во руските обиди да го дестабилизира Балканот. Јас не сум знаел дека седам со клучната фигура за дестабилизација на Балканот. Како да тие планови, господин Стоилковиќ? Страшно. Ајде вака. Слушам. Значи вака. Не е тајна, мислим, ја не сум ни криел. Само сега како подпредседател на владата, сето тоа што се случувало порано е ставено затоа што не сакам да наштетам на владата член сум. Од меѓународно политички околности, не некакви си други околности, сега да бидеме до крај отворени, значи не треба да ги лажеме луѓе. Треба да отвориме. Да, сериозно се тие односи со Народна република. Да, точно. Народна република Кина, сериозни се политичките односи. Сериозно е политичкото влијание, ако ме прашувате лично мене, да. И што ја треба сега кажам дека тоа не е точно. Како би што би личел јас. За кое политичко влијание зборувам? Па за тоа што се зборува таму, нели? Мислам во релациите со тие држави. Да, имам сериозни комуникации. Да, ви имате политички, добро. Да, имам сериозни политички комуникации. Бидејќи Кина нема влијание во македонската политика сега. Па и руското влијание е измислено. И руското е измислено точно така, да. Што зборуваме, значи, сега што ја треба да кажам, тоа не е вистина, знаеш. А има ли српски свет и така? Тоа е бугарска измислица, нели? Српски свет. Мислам, не е бугарска измислица, тоа е поширока измислица. Не зборам за пред 120 години, него во извештајот на Европскиот совет бугарски парламентарци го вметна терминот српски свет и сега се повикуваат некои и новинари, аналитичари. Ај сега, ја ќе бидам многу јасен во изразувањето кон ваквата политика. Се тоа што работи СДСМ и што потекнува од источниот сосед Бугарија би го карактеризирал како устарство од Алиекспрес. Вие како Саша Богдановиќ, устарство и тој устарство од Алиекспрес. Ништо повеќе, ништо помалку. Просто видите вака, не можете нешто да направите тука што не е природно присуство кај граѓанство. Како тоа ќе го изведете? Како тоа сега одеднаш тоа мора да се сукоби, да има, мора да... А тие тврдат дека мигранти овдека ќе има, иако знаат дека ќе ги нема. Ама сега како да има? Видите логика не може. Ај сега да се расчистиме. Да, тоа е тема во европските кругови. Како да се ослободат од нив, се повеќе притисок има и така натаму и така натаму. Нивни проблем. Председателот кажа, на владата кажа сериозно, не бива таа работа. Значи во регионот сите кажа дека не бива таа работа, дека таа работа е невозможна. Уште тука да не населите мигранти да земеат со тепа. Да, економски овие што ги ангажираат фирмите. Да, постои тоа. Да видиме искрени, тоа постои сега и лани и преклани пред 5 години. Ја не сум знаел, морам да бидам искрен. Имам еден пријател кој се занимава со таа работа. Знаете како? Пошто со спорт сум бил подолго време вржан и семејство некој има така се занимава со таа работа и сум малку вклучен бил и знам. Знаете кога сте кошакар или новинар, па имате или како се кошакар или фудбалер, па имате она хайлайтси на ваши некои добри потези лево десно и кога настапувате пред менаџери ги носите. Знаете ли дека
Сум изненаден, искрено да видам, не сум верувал. Добро. Дека да ве ангажират во некоја предпријатие овие градежништво што работат и така натаму и така натаму. Не. Знаете ли дека? Не. Дека има хайлайтс видео. Да, како вари, како реша одредени проблеми, како дзида, како вржува. Сум го гледал тоа. Од каде? Од Бангладеш? Просто не можам да верувам, ама не можам да верувам дека е така организирано. Да, Тоа е сериозно, ти ги праќа видеата и ти како играчи што бираш за спорт, ги бираш работници за градежни. Няма, не може, тоа е за градежни активности. Тоа се баби и жаби мешање. Јас мислам, али гледате, тоа да споредувате со ова, мислам, немајте ме мола, мислам. Очигледно дека ова не им е познато. Дури на мене ми е сега тази познато, да не видам јас сега да се правам важен. Сега скоро ми е на мене ова сознанието, дури човекот ми покажуваше се. Гледај вика како вари, па тие валјда рабови треба да бидат, како се вика тоа, точни. Се тоа се покажува на видеото, сето тоа се покажува. Сакам да го чуем вашиот став за оваа теза на опозицијата. Со Мицкоски Македонија, овде не сте вие присутен, само Мицкоски премиерот е. Македонија е во ранг со Сомалија, сад ја запре обработката на визи. При што овдека не додаваат дека се работи за имиграциони визи, не за визи за патување во Америка. Односно, според она што го прочитаме, 75 земји on hold ке им се тие имиграцијски барања и сега, не знам, ја видовте листата, имате анализа, тука Албанија, Косово, Босна, Македонија, Русија, земји од Мора да бидам многу внимателен во она што видов, во објаснувањето на она што видов, ама очигледно тука се дел со сериозно исламско влијание земји и земји со прорупска определба. Тоа на прв поглед тоа се гледа онака оддалече не се гледа. Така да Тоа е вашиот впечаток дека така е правено. Ја така видов првиот впечаток, треба да се посериозно се гледа, тоа синоќе го видов и тоа е првиот впечаток кога ја видов листата, кога поготово во регионот е сосема јасно зашто станува збор. Србија не е на таа листа. Па викам поготово во регионот и кога објаснувам зошто се води ваквата политика, ова можеби листа најдобро зборува дека треба да се води сериозна политика со стратешка длабочина, да се внимава на се и со сите да се држат добри односи. Како ја оценувате се тој обид до сега? Како го оценувате дали водиме всушност таква политика според вас и ако водиме? Па еве јас мислам дека има политиката стратешка длабочина и мислам дека има потврда во ова што го зборуваме, има потврда лидерската средба која е навистина едно, мислам дека е сериозно и изненадување за целокупната македонска јавност. И самата иницијатива и текот и сет. Значи покажува дека степенот на разбирање на сето оно што се случува внатре и надвор е сериозен. Постои некој што не разбира. Нажалост, тоа се тие што ги пишуваат тие соопштенија. Ајде малку да се извинам што не можам до крај да навлезам во анализа на некои работи од аспект на што и не сум доволно запознат, треба дополнително да се информирам, а и друга страна тоа може сериозна и осетлива тема. Не треба да се направи грешка. Ќе се направат анализи, нели? Сигурно. Се слушаме. Да се вратиме малку на вашиот ресор конкретно. Иначе уште една работа само да кажам, значи едно од оправдувањето е дека тоа се главно користи на социјална помош и слично и така натаму и така натаму. Тука на таа листа нас како држава не сме многу присутни, меѓутоа 33% пише останува фактот дека овој првиот личниот впечаток, барем по она што е моје мислење, таков како што е. Добро, ќе видиме како ќе се развива таа работа. Пред Нова година беше актуелно на едно видео кое го објавивте и тоа побуди жестоки реакции во јавноста и позитивни реакции во јавноста. Видеото беше видео во кое што вие покажувате една канцеларија во вашето министерство, кај што има кревети импровизирани направени. Позитивните коментари беа и вие кажавте дека сте се заблагодариле на тие луѓе кои што на тој начин го проаѓале работниот ден. Негативните беа повторно налик на оние надуи од почетокот на владата дека злобниот Србин Стојлковиќ ги довел луѓето до таква позиција да нема да морат кревет да прават. Да мора кревет да прават, биле колку 7 души во канцеларија за военна канцеларија која што била за тројца или четворица и не знам веројатно немале кај да седат и морале да направат Морале да лежат, да. Чуден концепт, но ето беше не е дека некој не проба и тоа да го искоментира.
И јас пак кога го гледав, викам, вау, ој, добро е ако имаме легачи во администрација, нели да ги нема, особено бидејќи ја знаеме и динамиката на вработување конкретно во Министерството за односи со заедниците и политички систем, така се викаше порано кога денес неприсутниот Артан Груби, нели, го раководеше. Но моето прашање, прво што ми падна на памет беше, добро, колку време ова се случувало и кога вие го забележавте? Не, тоа, видите вака, тоа не може да се случува долго време. Така бидејќи... Тука сме сите се движим по канцелари. Они вајде да ги фатило тоа. Тоа е новогодишни празници, ајде никој не води сметка, па си терале работа. А вака. Целокупниот мој политички ангажман во изминатиот период како човек кој го раководи Министерството беше по системот се ќе направам да не биде како до сега. И мисля дека тоа е јасна порека кон сите. И така се однесува цело време. Оно што се случи во Министерството не е брука за мене. Тоа е брука пред се, тие ги си обрука собствената нација и собствената партија на која што припаѓаат. И на крајот на кришта станува збор за цивилизацијски однос кон работиве. Извинете и нека извинат сите, јас не можам да се доведам себе во ситуација утре да излезе таква слика или такво видео, а ја да не сум информиран и ја да не знам. И да немате преземено. И да немам преземено ништо, затоа што ќе биде протолкувано по системот. Стојковиќ дозволува... Не. Вака, многу, видите вака, спредачина беше со фудбалот и со малите голчиња во Министерството. Јас веднаш, првата реакција кога стапи во контакт со тоа целата приказна, беше, леле, ќе ми излезе надвор, порано во Министерството се играше фудбал, сега се спие. После тоа нема што да направите како човек кој се занимава со политика, јас себе се сметам за одговорен, освен да се одите дома. Значи, или ќе се одите дома, или ќе постапите она како што кажува законот. Немав никакво размислување како треба да постапам веднаш, после рекол. Пишувате веднаш, нема што да размислуваме. Притисоци да не ви кажам, али тоа не е битно. Кажете. Не, што е... Какви притисоци? Што да ви кажам, што да ви кажам? Од кого притисоци? Од кога стигна притисок? Што да ви кажам? За избрканите? Да. Да, луѓето немаат срам, немаат Кој бе оправданијата на тие што Нема оправдања. Туку? Аме знаеш, погледан из прсти, знаеш што... Мислам, ајде да не отворам тебе. Знаеш, не знам. Не сакам да се жалам, никогаш не се жалам до сега. Се сметам дека си ја одговорам вршам својата работа. Точка. И ту не сакам да влегувам во дискусија. По решенијата, сега знаете како. Сега многу од институциите ги водат албанци и така натаму. И нели тука има трудови инспекторат, сите од други инспекторати кои се загрижени за таа работа, нели? Си ги покреале инструментите кои стојат на располагање. Океј, немам ништо против, напротив. Сите беа примени во Министерството, сите направи увид во состојбата. И сега да кажам, знаете која беше реакцијата на скоро сите? Која? Они работат во подобри услови од нас. И сега, кога човек кој ќе дојде да ти исконтролира што си направил, ако се жалат нели на ненормални услови, а работиш во подобри услови од него? Мислам, јасно е каква е реакцијата. И тука постои еден момент кој е многу битен. Да, постои условно кажано натрупување на канцелариите, не преди преработување. Преработувањето било за друго време. И тука има еден проблем кој мислам дека треба да го каже на македонската јавност. Не сака себе да се доведам утре да ме бркаат по судови. Кире Божиновски, поранешен генерален секретар на владата, е 7 години по судови заради од промената на власта и не може да докаже, го оптеретат зошто луѓето примале плата, а не доаѓа на работа. Дури некои директори сега скоро добија кривични пријави на таа тема. Јас, знаејќи како се одвијат работиве, не сакав себе да се доведам да ме малтретират по судови. И почев
периодично да повикувам одредена група на оние седачи дома, да доаѓаат на работа, за да можем да извршам притисок на институциите да ги примат и да на некој начин таа работа ја покренам, затоа што не сакам себе да се доведам тоа до утре. Тоа се седачите, они колку илјади... Еден куп, сега ќе кажам се. Значи, и тоа беше пристапот, викам, ја да ризикувам утре, кога ќе заврши мандатот, некој да ме матка по судови. Нема намера. Океј, ако треба да седат 7, ќе седат 10. Баш ме брига. И така седеле толку години дома примерно плата, што сега би јас некој бил сентиментален кон нив, зошто биле повеќе во канцеларијата, ако утре јас би неусловно кажано... Тоа е наследен проблем. Да, наследен проблем. У таа, сега да кажам колку е сериозен проблем, колку е тоа се голема една идиотарија, али огромна идиотарија на системот. Ги викам сега периодично. Доаѓа еден човек, што да ги молите да дојдат да, и вика вака, нема молење. Кој не се јави, иде дома. Не, мора да дојде. Доаѓа еден човек и вика, ја 18 години примам плата, вика, и сега вика 2 години су пред пензија и сега треба да доаѓам на работа. Вау. Извини, дечко, мислам, немам што да ти кажам. Ја за тебе да ризикувам, да те условно кажам, нели да те пуштам да тера да седиш дома, а ја утре да јадам кривична пријава и да се малтретирам по судови. Знаете како е тоа не е дилема воопшто, нели? Законот не поставам прашни, уопште не ме интересира. Но зошто како се доведовме во таква ситуација? Тоа за оние кои не знаат еве сега како ќе кажам. Систематизација 2550 во министерството, значи вработени. Што да ви кажам? 2550. Тоа е систематизација во министерството каде што, значи многумина ќе најдат мана, па не се некои работи завршени. Тоа министерство е измислено кога 2020 беше или Не, уште порано измислено министерството од секретаријат за рамковен договор се префрли во министерството пред 10 години. Има наследници тоа. Тоа е наследна приказна. Добро. И сега таму фактички се според балансерот се прима тоа беше условно кажано под наводници регрутен центар, од каде тука се примат и се испраќаат по институција. Таму имате, например, таму имате примени по програмата К5, чие законско важење престана да постои на 31.12. минатата година, и имате оние што се по закон за службеници во државна администрација, ЗВЈС. Тоа се примени луѓе. Примени луѓе на работа, луѓе на работа, седат дома, примат плата, не на работа. 2550. Не. Вкупната бројка која се трансферирала е многу поголема, него систематизацијата била голема за да може да се примат луѓе да што повеќе да се дистрибуираат низ институциите и да се испочитуваат соодветна и правечна застапеност. И сега не е проблем, можеби, проблем е, меѓутоа проблемот е многу поголем затоа што кога влезете во оние што се вработени како преведувачи после донесувањето на законот за јазици, каде што на некој начин се прави одредена условно кажано остапка во системот, луѓето кои се примени како преведувачи, дали 23 се со познавање на албански јазик. Физичко воспитување, неважно. Милион други занимања. Сега да по професија не се филолози. Немаат ништо со албанскиот јазик. Како стручност. Дури јас, заради сајтот кој нели на јазици на заедниците, имам проблем да најдам човек што се разбира на вистина во албански јазик, за да можат соопштенијата преведени албански и слично активности да не бидат брука за министерството. Добро, колку луѓе имаме уште што повремено доаѓаат на работа? Нема више. Нема веќе, решено е тоа. Нема више. Затоа што тогаш имаше сега ќе ви кажам, во процес ми е усвојување на новата систематизација за 100 вработени. И да сме живи и здрави, тоа брзо ќе се заврши. И после ќе може да се занимавам со нормални работи, пошто сега се занимавам со глупости. Колку оптимално луѓе вас ви требаат во министерство? Па еве, ќе систематизираме на 100. 100. Систематизираме на 100. А биле? Систематизацијата била на 2550. 25 пати повеќе. Да. И сега гледате, и сега наоѓаат примедба, зошто не се осваруваат програмските определби. Да, има застој. Сега ќе кажам, значи таму они се заштитени како бели мечки, знаете, администрацијата сега. Значи таму имате луѓе кои, условно кажам, тој еден од ниве, да кажам, многу близок до Артан Груби. И ги води јавните набавки. Ги води се уште? Да. Бидејќи по систематизација. Не може да го сменам, кај не може ништо да направам, сега како ви кажам. 3 пати ми подметнува да подпишам криминални тендери. Јас се жалам. Да го пријавите? Јас се жалам, јас се жалам и стерам од работа. Не може да ги стерам затоа што законот не дозвола. Ајде 20% плата ќе го казвате и така натаму и така натаму. Уште тој дел ми остана сегмент во работата на министерството да го решам и мислам дека кога тоа ќе го решам, а тоа треба да се реши најверојатно за наредните месец-два, мислам дека ќе можам да кажам дека комплетно е заокружена
приказната во министерство кое го водам. Чудесни ситуации кои што ги сведочи. Се извинувам, а тоа е вистината. И затоа кога овие кои ќе зборуваат, овие стручњаци кои зборуваат за тоа, треба да погледат малку што оставиле. А не што ова фудбалчето ќе испадне како најбенигната работа. Најбенигна работа. Да, најбенигната работа. Да не зборуваме што е, мислим, види вака, значи, многу ми е како кажам, не се чувствувам пријатно кога морам за едни исти теми да зборам на повеќе пати, а да употребам различити аргументи, значи милион аргументи има. Значи не знам како да кажам, значи се беше проблем и сега доаѓаме ситуација да се биде окей. Добро, еве. И затоа викаме, а све може да ми најдете вие мана, окей. А дуи се да ми кажете, па еве сега и тука доаѓаме. Излегува тоа јавноста, дуи даа соопштение, претпоставам дека не знаеле дека имам снимка. И они сипаат дрвли и камења, се супер лево десно. Иван ги мрзи албанците, приказки за мали деца и така натаму, знаете тоа арсенал. Ја чекам, значи не објавам ништо. Чекам пратенички прашања беа следниот ден и сега еден пратенички прашања спремен, што викам, пушка. И први одговор чекам од Дуи, викам леа сега, пуца викам да се спремам да му кажам лево десно. Он излегува, не смеја да ми постави прашање. Викам, изгледа дознале дека имам снимка. Премиерот им кажа што им кажа. Ја чекам некој друг ќе се појави. Гледам никој не се појави. Викам, викам. Јас не ми работа. Идам дома и пушти ја снимката да видат зошто станува, да види јавноста, не само. Па ние со даноци финансираме така. Ние што знаеме, да видат и луѓето дека работава е за БГН. Така нема ништо со видите вака. Се случувате со работи кои не се нормални. Ти вика 18 години земам плата, сега ли да идам на работа? Да, уште 2 години имам до пензија, вика сега ли да идам на работа. И што да ти кажам? А тоа е системот како до сега. Тој човек е првоборец на УЧК или е гласачка машина? Он нема појма некој нивни, од кај ги знам сега, не навлегуваме, видите, ако не влезете лично, ќе се направите проблем. Клиентелизмот како го развивале? Не, се држате само до што ви се законски можности, ништо повеќе. Затоа што, и гледате сега, во сите тие, значи милион работи што ги имам направено, и зашто они зборуваат 3 милиона глупости, мислам, на дој. Ниедно судско барање нема да се тужат по суд, дека не се обесправени, дека не е било окей. Значи, затоа што се точно работено согласно законот, затоа што има механизми државата ако сака да се пресмета со она што се нарекува јавашлук во државните институции. За крај, како човек лично колку ве допираат, ви пречат ли на крај на денот, мајко му стара од Куманово сте град во кој што живеат многу албанци, тие сатанизации дека вие мразите албанци од една страна или па овие нешта кои што политичкиот опонент ви ги пласира па да ве црта како некаков дестабилизатор на Балканот, руски човек, кинески човек, марсовски човек. И кога влезам во Верово Куманово, да купам месо и продавач албанец. И вика, тоа не е за тебе, сега на тебе ќе ти дам. Мислам, а тоа е дел каде што еден куп албанци живеат, ја купувам кој тие луѓе. Јас се уште немам проблем. Никаков. Затоа што сега да не се лажам. Препознаваат луѓето што е политичка риторика. Не збориме за политика. Јас ме познаваат мене брат беше адвокат во Куманово. Ги бранеше сите нивни криминалци, сега мислам да не се. Ме знаат семејството, се знаеме ние. Како да ви кажам се, знаат они кој сум јас, како да ви кажам се. Знаат дека сме играле фудбал, се знаеме кошарка. Како да ви кажам, сега одеднаш сега јас сум тој монструмот. Како да ви кажам, кога ќе се сретнеме на улица со ниво Куманово да разговараме, никој никогаш ништо не ми кажал, напротив. Се шалиме се. Имате нормален однос. Најнормална комуникација. Затоа што пуно пати кога нели они се заканува, имаше многу закони по безбедност, сега да не отвараме таа тема, реков дека не се жалам. Меѓутоа тоа све онака помина. А да не е причината за овој однос, завршувам, на Филипчи и СДС Конват, затоа што можеби, не знам, ги знаете тие релации меѓу нив и СНС и Вучич кои што сега нели ги напаѓаат во минатото како изгледале. Претпоставувам кога оделе таму, кога Филипче одел да јади граф дома кај Вучич, можда носел поклончиња некакви. Значи веројатно нели знаете работи кои што Ајде ме две молам. Знаете зашто сега кога беше тоа соопштението, ја кога реагирав, ја намерно го направив така да ги боли. Пошто очекував дека кога ќе ги заболе ќе реагираат уште повеќе, ќе ми дадат простор да
да им кажам дека не претеруваат, така да оставиме нешто, ако се дират пак, да им дозволиме сами да си го побараат. Сами нека тераат, па ќе после ќе се прегањаме по телевизија и по социјални мрежи. Благодарам на одвоеното време и на искрениот отворен разговор, иако со должна почитка на оградите кои што функцијата се ги носи сама со себе, сметам дека Македонија имаше прилика да слушне работи што до сега не ги слушнала и секогаш е интересно и задоволство да се разговара со тебе, Иван. Благодарам за... Ви благодарам што покажате интерес. И ако се сеќавате, ние го одложуваме ова среда. Јас намерно се криев, кажете дека намерно избегнувам. Викам, ајде не се мешам, да не правам. Пошто секое појавување... Точно пред Нова година сакав да... Да, дека, секое појавување предизвикува реакции кои се обидуваат да прават притисок на владата за нивните политики, кои немаат врска со тоа што се случува. И викам, ајде да го олабавам притисокот на владата, се тргајте. Не ти дозволува да се тргнеш. Па што не ми дозволува да се тргнеш? Ти, ајде, влези, па дојди да разговараме. Да те видам како ќе изгледаш од тај разговор. Ако знаете гравче добро да варите и вие, можеби ќе сака Венко да се смирите. Иван Стојковиќ, благодарам. Благодарам и на тебе. Благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Верувам дека уживавте во вечерашниот разговор. Следна средба, четврток по 22:30. До тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци и во контекст на графчето на Вучич и Венко Филипче не е добро да се лиже кај што се плука. Така. Добра ног, Македонијо, главата горе.